почитуван министер за животна средина и просторно планирање господин Уредини и Индеруар Насер, почитуван председател на одборот на директора на Макстил господин Димитар Цветковски, почитуван генерален директор на Градежниот институт господин Владко Иванов, почитувани експерти, стопанственици, почитувани медиуми. Циркуларната економија е еден од начините како да ја максимизираме употребата на расположивите и ограничени природни ресурси и да обезбедиме одржлив економски раст и развој и при тоа да го редуцираме емитувањето на јаглерод диоксид. Им благодарам на вистина денеска на представниците на ГИМ и Макстил за заедничкиот труд и секако задоволен сум со тоа што и наши научни институции и компании се вклучени во вакви за наши прилики ги викаат револуционерни проекти. Ке кажам зошто. Кои се на еден начин зачеток на циркуларната економија, која има огромен потенцијал во Република Северна Македонија. И денеска навистина сум среќен што конечно приватниот сектор почна активно да зборува за циркуларната економија и укажува на дело дека се може. Но жалам, исто така, што како држава можеби доснеме десетина години. И подобро е да си искрен, него да кажуваш дека нешто правиме. Но, ајде да почнеме од таму кај што сме. Навистина е значајно што во овој случај црната и белата троска кои се јавуваат како нус производ во технолошкиот процес при обработка на челикот нема да завршат како отпад. Туку ќе се користат како производ во друг сектор, а во овој случај во градежништвото. Доколку сакаме интензивен и одржлив економски развој, зашто несомнено сите ние се залагаме и сме посветени кон таа цел, мораме да инвестираме и да воспоставуваме соработки слични на оваа и да ја поттикнеме циркуларната економија. Практично, преку циркуларната економија, она што се гледа како отпад, како бескорисно би можело да стане секундарен ресурс и да добие нова додадена употреблива вредност. Тоа ќе придонесе за поздрава и почиста животна средина, пониски емисии на стекленички гасови, истовремено намалувајќи ги трошоците на бизнисите и паметна употреба на достатните природни ресурси. Денеска имаме еден пример, но во нашата земја имаме низа на други примери кои што не се користат. За сегментот на циркуларна економија треба да зборуваме отворено и за сите други сектори. Во енергетиката, рек Битола, рек Осламај, во родниците, во земјоделието. Секако во земјоделието со посебен аспект на сточарството. Еден податок укажува дека секторот сточарство на светско ниво произведува околу 14,5% од сите стакленички гасови. Метан, јаглерод диоксид, нитрооксиди и други. Тамо има навистина голем потенцијал. Но во јаловината и пепелта во рек Битола и рек Осломај навистина постои огромна можност за циркуларна економија и пракси од циркуларната економија кои што може да се употребат во градежништвото. И затоа сметам дека денеска е моментот да почнеме отворено да зборуваме за се што се нуди како можност. Ние како влада, но и компаниите како општествено одговорни субјекти сме посветени на проекти кои се за доброто на граѓаните. Посветени сме за одржливиот економски развој и затоа пристапивме кон Парискиот договор, каде се дефинирани 17 глобални цели и на агендата 2030 на Обединетите нации. Ние сме исто така посветени целосно да бидеме рамноправни партнери во реализацијата на Европскиот зелен договор. Сите овие стратегии ќе бидат инкорпорирани во националната развојна стратегија која што деновиве би требало да почне да се развива, која ќе ни даде насоки за побрз и одржлив развој на нашата земја на еден подолг рок од 20 години. И затоа денеска е битен момент да зборуваме за циркуларна економија, затоа што тоа мора да биде дел од новата развојна економија на нашата држава. Компаниите од производството и нивните технолошки процеси мора да се менуваат и напредуваат. Влегуваме во четвртата индустријска револуција и потребно е навремено да ги фатиме светските трендови.
Насушно потребно е паметно да ги користиме ресурсите со кои располагаме, да инвестираме во модернизација, дигитализација, во вештини на вработените, да размислуваме стратешки и на долг рок. На тој начин ќе ја подигнеме конкурентноста на нашите компании и ќе овозможиме побрз и одржлив развој на целото општество. Ќе обезбедиме подобар живот и светла еднина за наредните генерации. Овде на неколку наврати во говорите го повикавте секторот градежништво. Јас ќе го повикам исто така секторот градежништво, но и сите други компании. Инвестирајте во истражување и развој, затоа што циркуларната економија бара истражување и развој, а ние како влада сме партнери кои што во тоа ќе ве поддржиме. И затоа на крај посакувам успех на ГИМ и Макстил во овој проект кој што заедно го спроведуваат и се надевам дека ќе биде пример и претходник на други научни институции и компании да остваруваат соработка и да изнаоѓаат начини она што се третира како отпад да се гледа како ресурс за развој на нови продукти кои ќе ја најдат својата употребна вредност на пазарот. Благодарам. Ви благодарам, господин. Шип. Економија циркулара е njënga mënyrat për të maksimizuar përdorimin e burimeve natyrore të disponueshme dhe të kufizuara dhe për të siguruar rritje dhe zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, duke zvogluar emetimet e dioksid të karbonit. Falenderoj përfaqësuesit e GIM-it dhe Maxtilit për punën e përbashkët dhe shpreh kënaqësinë për faktin se institucionet dhe kompanitë tona shkencore janë të përfshira në projekte të tilla e që për kushtet tona projekte revolucionare të cilat në një farë mënyrë janë fillimi i ekonomisë cirkulare, e cila ka potencial të madh në Republikën tonë. Me të vërtet ka rëndësi që skorja e bardhë dhe e zezë që shfaqet si një nën-produkt në procesin teknologjik të përpunimit të qelikut, nuk do të përfundojë si mbeturin, por do të përdoret si produkt me një sektor tjetër dhe në këtë rast në sektorin e ndërtimit. Nëse duam zhvillim intenziv dhe të qëndrueshëm ekonomik, për të cilën gjithë ne padyshim qëndrojmë dhe jemi të përkushtuar ndaj atij qëllimi, duhet të investojmë dhe të krijojmë bashkëpunime të ngjashme. Me këtë dhe stimulojmë ekonominë rrethore. Në këtë rast, i uroj sukses kompanisë GIM dhe Maxtil në projektin që bashkërisht po e zbatojnë dhe shpresoj se do të jetë një shembull për institucione dhe kompanitë e tjera shkencore që të bashkëpunojnë dhe të gjejnë mënyra për të trajtuar atë që trajtohet si mbeturin, për të parë si një mburim për zhvillimin e produkteve të reja që do të gjejnë vlerën e tyre të përdorimit në treg. Ju faleminderit. Благодарам. Ви благодарам, господин Алентики.